Добро вечер, започнува дневникот на Канал Плюс телевизија, а овој 16 јуни го одбележаа следниве настани. Здравието е на удар на топлото време. Граѓаните во голем број ги посетуваат амбулантите. Во Штипската болница се наполни оделението за мозочни удари. Земјоделците од регионот немаат навика за осигурување на родот, иако 60% од сумата за осигурување се субвенционира од државата. Во Штип досега има 120 апликации за субвенции за осигурување. Првиот медал од првите европски олимписки игри во Баку, Азербејџан го освои европскиот првак во карате, штипјанецот Темил Павлов, гостин на програмата на Канал Плюс. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков денес во Струмица имаше работна средба со представници на извозните компании на градинарските производи и на земјоделските здруженија во Македонија. Владата не може да влијае на откупната цена на земјоделските производи, но во голема мера може да ја олесни постапката за извоз на македонските земјоделски производи на странските пазари, изјави министерот Цветков. Но секоја храна произведена во Македонија мора да ги задоволува високите стандарди за квалитет, како би се нашла и на домашните и на странските пазари. Ние мораме да сватиме дека не може да извезуваме земјоделски производи кои што не ги исполнуваат фитосанитарните услови. Така да и ние како држава сакам да кажам дека нашиот народ го заштитуваме од увоз на земјоделски производи, да сите истите бидат квалитетни, односно не бидат штетни по здравјето на граѓаните. Значи, како го вршиме контрола на увозените граиндарски култури, исто тоа го правиме и на домашните земјоделски производи, со тоа што имаме на современо фитосанитарна лабораторија, каде што можеме над 120 пестициди да ги испитуваме, односно колку има остатоци од резидуи во земјоделските производи. Така да тоа управо сакам да му кажам дека доколку овие производи што сакаме да ги извезуваме во страните држави, ќе им предложам да тоа пред да ги извезат да направиме проверка во нашата фитосанитарна лабораторија, за да не дојде да направат непотребни трошкови, да ги носат до таму и да ги враќаат назад. Остануваме со аграрот. Земјоделците од регионот немаат навика за осигурување на очекуваниот род, иако 60% од сумата за осигурување се субвенционира од државата. Во Штип од околу 4000 апликации за земјоделски субвенции, досега има само 120 барања субвенции за осигурување. Во тек е исплатата на обештетувањето на земјоделските насади и домаќинствата кои настанаа како последица од поплавите во февруари годинава. Штипските земјоделци најмногу интерес покажале за осигурување од град, невреме и олуја, додека за осигурување од поплави интерес нема. Осигурањето ги покрива ризиците на временски неприлики како град, олуја, невреме, а имаме осигурување од поплави, но се уште тоа има многу малку одзив. Значи луѓето кај нас од причини што Штип не е регион кај што има често поплави, нема многу осигурување од поплави. Земјоделците во Штипско претежно имаат житарици, овошни и лозови насади. Најголем број на осигурувања земјоделците прават на насадите кои се подолг временски рок на стасување. Во Штип за среќа нема големи штети од временски непогоди, поточно од град. Првиот град падна некаде во околу мај, беше 9 и 10 мај, чини ми се. Немаше големо оштетување, бидејќи во таа фаза овие земјоделски култури се уште беа во фаза на развивање и немаше некоја поголема штета. На некои вишни има само оштетување. Сега, значи, штетите се исплаќаат по берба. Значи, треба таа култура да се заврши со бербата, па да се види конечната пресметка колку се штетини. Така да се уште не се почнали со исплата на штети, бидејќи се уште не се собрани тие плодови. Од вкупниот број на земјоделци кои ги има интересот за осигурување на нивните насади не е на задоволително ниво. Ситуацијата која ја зафати Македонија во февруари во одредени делови на државата направи големи штети, па поради таквите природни непогоди, владата апелира до земјоделците да ги осигуруваат своите посеви.
Топлото време ја зголеми фреквенцијата во лекарските ординации. Најчесто помош бараат оние кои работат во лоши услови, трудниците и хронично болните. Во клиничката болница во Штип расте бројот на пациенти со мозочни удари. Топлиот бран ги наполни амбулантите. Силното сонце им наштети на граѓаните. Најмногу помош бараат трудниците, вработените во конфекциите и хронично болните. А можноста за поголем број на пациенти може да резултира поради промената на времето кое не очекува во наредните 2 дена. Последниве 2 дена, поради топлотниот бран и најавената жолта фаза, е зголем бројот на пациенти во итната медицинска помош и најчесто се јавуваат трудници, луѓе, хронично болни луѓе кои имаат проблеми со крвниот притисок, доста често се јавуваат и жени од вработени во конфекциите. Значи, најчесто се донесуваат колабирани пациенти кои поради високите температури и обилното потење, значи имаат низок крвен притисок и колабираат. Во Штипската клиничка болница на оделението за неврологија регистрирани се 27 пациенти со симптоми на мозочен удар. Од минатата недела зголемен е бројот и на пациенти кои доаѓаат со вртоглавица. Лекарите препорачуваат. Наша препорака до сите лица е да не излегуваат безпотребно надвор во периодот од 11 до 16 часот, да земаат повеќе течности, околу 2 литри дневно, полесна храна, а да избегнуваат мрсна, зачинета храна и алкохолни пијалоци. Доколку е неопходно да излегуваат, пожелно е да носат облека во светли бои и полесна облека, како и да земат со себе, значи, капи, шешири, чадори и да се движат под сенка. Здравието и понатаму на удар, бидејќи според метеоролозите не очекува нагол пат на температурата. Објавени се резултатите од екстерното тестирање на полуматурантите. До четврток трае рокот за приговори за увид во тестовите. Во Кочани бројот на ученици незадоволни од оценките од екстерното тестирање е минимален. Во текот на вчерашниот ден пристигнаа резултатите од екстерното тестирање за учениците од 9 оделение. Училишната комисија и директорот задоволни од постигнатите резултати на учениците. Во основното училиште Малина Побиванова од вкупниот број ученици во текот на денешниот ден поднесени 2 приговори од страна на учениците и направено е увид на тестот. Резултатите се објавени јавно на огласната табла во училиштето и се на увид на родителите на учениците, односно од денеска па до четврток трае рокот за поднесување на приговори. Поднесувањето на приговори е строго дефиниран. Ученикот кој поднесува приговор има право да има увид на понудените одговори и она кој го има кликнато, односно точниот одговор кој го има обележен ученикот, вие имавте можност да присуствувате на разрешување на еден приговор. Ученикот сам се уверува заедно со неговиот преметен наставник, односно членовите на комисијата за екстерно проверување во училиштето. Сам се уверува дали неговиот приговор е основан или не основан. Приговорот се архивира, односно одговорот на приговорот на ученикот исто така се архивира. Овој начин е многу добар, ученикот сам ги воочува неговите грешки или евентуално ние ги воочуваме пропустите во екстерното проверување кои да спомнам од година во година се многу ретки, односно сведени на минимум. И во останатите училишта се објавени резултатите од екстерното тестирање за учениците од 9 оделение. За останатите ученици резултатите ќе бидат објавени деновиве, истакнаа од училиштата. Од декември оваа година најголем дел од услугите што ги даваат државните институции, граѓаните ќе може да ги добиваат на еден шалтер. Најави денеска министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски на пресконференцијата на која информираше за надпредувањето на проектот за модернизација, проширување и адаптација на системот. Министерот најави дека веќе целата хардвер опрема е пристигната, а владата на изминатите седница ги одобрила следните 20 услуги што институциите ќе ги добијат по електронски пат, со што граѓаните нема да имаат потреба додат од шалтер на шалтер, од институција до институција. Туку 99% од услугите што ги добиваат од државните институции ќе ги добиваат на еден шалтер. Ивановски најави дека еден од следните проекти на Министерството ќе биде надоградба на дополнителните услуги, поточно граѓаните да можат истите услуги да ги добијат по електронски пат од било кој компјутер во светот.
Насилство и кражби се случуваат во сред бел ден во Штип. Последниот случај од вчера, кога во попладневните часови на бензинската пумпа на улицата Партизанска непознат сторител извршил насилство, односно физички нападнал штипјанец. СВР Штип го расветли случајот и сторителот со иницијали ДД на возраст од 51 година од Штип заработи кривична пријава за насилство. Причината за настанот била банална, расправија за ред во користењето на компресорот на бензинската пумпа. Од 79 станови за лица со ниски примања во Штип, само 6 се продадени. Останатите ги продолжија договорите за закуп според новите услови. Годинава јавното претпријатие за стопанисување со стамбен простор ќе започне да гради станови за социјално ранливите категории во Пробив, Штип и Свети Николе. Лицата со ниски приходи кои во 2001 и 2008 година добија стан со договор на одреден временски период, до крајот на мај требаше да поднесат барање за договори за закуп, а исто така имаа можност да се стекнат со право на сопственост. Се продадоа 6 станови, додека другите се барања за договори за закуп. Голем дел од договорите веќе се поминати, остана еден дел каде што фалат документи и на кои се упатени станарите од тие станови да ги донесат и тие документи за да може да се склучат договорите. Граѓаните кои ги користат овие станови го запазиле рокот и сега финишираат со обнова на договорот, вели директорот на јавното претпријатие за стопанисување со стамбен простор од општина Штип, Томе Биновски. Продажбата на становите, односно цената на квадратен метар одеше по прифатената методологија која е усвоена, значи тоа е на ниво на држава, на ниво на Република Македонија. И тука се знае квадратен метар, значи од таа и таа година колку кошта. Значи тука се зема повеќе параметри, значи станот од која година е, значи староста на станот, на кој кат е, на која страна е свртен и така натаму, да во зависност од тие параметри цената на станот. Оние што беа 2001 има нешто пониска цена, додека оние 2008 секако има повисока цена. Од вкупно 79, 6 корисници го искористиле правото на откуп на стан, а 73 ги продолжиле договорите за закуп. Во Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево отворена изложба на графики од Александар Белогаски на тема Македонскиот геноцид. Изложените дела се дипломска работа на Белогаски, инспирирани од македонската историја. Изложба на делчевскиот графичар Александар Белогаски на тема Македонскиот геноцид синоќа по трет пат беше отворена во Националната установа Центар за култура Никола Јонков Вапцаров во Делчево. Белогаски пред публиката во Делчево се представи со фотографии кои тој ги одбрал и обработил во графичките техники акватинта, бакропис, комбинирана техника. Тоа се графики создадени во периодот кога бев уште студент и тоа со тие графики ја бранев и дипломската работа. Интересно е тоа што графиката како техника е една од најскапите техники за изработка, затоа што се потребни средства за да се склопи една машина, што треба доста добри квалитетни мајстори тоа да го направат, да го создадат. Инаку бара и голема прецизност, големо трпение. Каде и да сте, варлете го оружјето. Наместо бомби, куршуми, врели, гулаби јата од раце, пуштете в небеса да летаат. Наместо топови и тенкови, низ земја стада нека шетаат. И наместо челични орли, низ небо да летаат, нека поројни дождови, лепи мир ви дарат. Освен овие техники, на Белогаски исто така добро му лежи и линорезот, со кој се докажал во меѓународни рамки. Работена е во неколку техники, од кои што основната техника е линорезот, која што техника многу малку уметници ја работат во Македонија. Се надевам дека оваа изложба ќе ја проследат и многу љубители на ликовната уметност и цела Македонија. Темата на денешната изложба Македонски геноцид е особено актуелна, значи безвременска тема која што третира особено тешко и болно прашање од македонската историја. Во неговите дела се гледа болката и тагата на македонскиот народ. Александар Белогаски со неговото дело Сплавот во 2011 година во Софија, Република Бугарија, ја освои единствената награда за најдобро студентско дело на овој меѓународен проект.
Тој дипломирал на Факултетот за ликовна уметност во Скопје на катедрата за графика, а денес тој работи како стручен соработник за ликовна дејност при Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров во Делчево, каде што организира ликовни изложби и ликовни колонии, подучува техники за цртање и сликање со млади таленти и љубители на уметноста. Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права Зеид Рад ги повика европските земји да прифатат повеќе бегалци и да се справат со предрасудите и дискриминацијата кон мигрантите кога ќе пристигнат кај нив. Тој во Советот на Обединетите нации за човекови права во Женева истакна дека е шокиран и засрамен поради постојаната демонизација на мигрантите во многу земји, чии народот уживаат во мир и просперитет. Тело на момче кој одговара на описот на исчезнатиот Стефан Илик е пронајдено во реката Караш. За сега не е позната причината за смртта, а повеќе детали ќе бидат познати по обдукцијата. Исто така не е познато ниту дали момчето само паднало во каналот или пак било фрлено. Првичните информации посочуваат на тоа дека детето било киднапирано, а во јавноста се појавија и снимки од возилото за кое постои сомнежи дека учествувало во киднапирањето. Врховниот суд на Американската сојузна држава Колорадо реши дека вработен може да биде отпуштен од работа доколку користи марихуана, дури и во своето слободно време, иако тоа го прави од медицински потреби. Ваквата судска одлука представува изненадување од причина што Колорадо важи за една од најавангардните американски сојузни држави кога е во прашање употребата на марихуаната. Европскиот првак во карате штипјанецот Емил Павлов денес беше гостин во студиото на Канал Плюс телевизија. Емил Павлов го освои третото место во Баку, Азербејџан, против србинот Марко Антик и се закети со бронзен медал. Убаво е чувството кога првпат некој македонец постигнал ваков успех и за првпат да учествуваш на првите олимписки и европски игри, изјави Павлов. Убаво чувството да настапиш на овие европски олимписки игри, бидејќи како што знаеме каратето не е олимписки спорт, но ете се најде во овие 28 спорта, мислам. И ете, можем да кажем дека ние овде каратистите на ова првенство најпрво моравме да обезбедиме норма за да учествуваме, така да што на последното европско првенство во март првите 6 мина од европското обезбедија норма за настап на овие игри. Задоволен од неговиот настап во Баку, кој изјави дека борбата била тешка против србинот и дека нема лесен противник. Па добро, да, јас како поранешен европски првак бев меѓу фаворитите за освојање на медал. Можам да кажам дека сум задоволен од мојот настап, иако во полуфиналето ми фалеше секунда за да влезам во финалето и да го најмогу да освојам сребрен медал. Направив почетничка грешка во последната секунда, направив четврта казна, има водство од 4-2 и така да судите ме дисквалификува и му доделија победата на домаќинот Азербејџан. Па добро, морам да кажам дека на ова првенство немаше лесен противник, сите беа подеднакво тешки, сите беа добро подготвени. Значи бората беше доста тешка, многу добро се познаваме со србинот Марко Антич, тој е медалист од светското првенство пред 2 години. Така да добро се познававме, но со добра тактика успеав да го победам. Освен штипјанецот Емил Павлов, вториот бронзен медал му припадна на каратистот Мартин Несторовски во категорија плюс 84 килограми на првите европски олимписки игри. Учеството на Балкан Оупен 2015 на кикбоксинг репрезентативката Кристина Стојчевска и го донесе најсјајното одличие. Златниот медал за делчевчанката на престижниот меѓународен турнир кој се одржа во Тешен, Босна и Херцеговина, е само потврда за добрата форма која што таа имаше на бројните настапи кои што ги имаше во текот на изминатиот период. Оваа година навистина почна со многобројни надпревари. Прво следеше професионалниот меч во К1 во Полска, каде што се надпреварвав со актуелен светски првак Дорота Гоџина. На нејзина покана го имав првиот меч во К1 на професионално ниво. За појас се боревме. Потоа следуваше одмав следниот викенд Австрија Класик, еден од најдобрите светски купови. И таму го зедов второто место, имав 3 борби.
Потоа имав едно 3-4 недели припремање за светскиот куп во Римини. Таму во полуфинале изгубив од италијанка, добар противник. И сега последниот балканскиот куп во Тешањ, каде што со 2 победи во лоу-кик, прво со босанка, потоа со турчинка, го зедов првото место и пехар за најдобар техничар во лоу-кик. Периодот кој следи, Стојчевска ќе го искористи за престој во родното Делчево, а потоа заминува за Словенија, каде што ќе ги продолжи подготовките за следните големи предизвици. Моментално ќе сум овде, сега следува и Балканско првенство, потоа ќе се припремаме за светското првенство во Белград. До јули сум овде, потоа пак заминувам назад во Словенија, каде што и таму ќе се припремам за светското првенство. Таму тренирам во клубот, клуб борилних спортов, центар борилних спортов, кај тренерот Игор Пацек, веќе 3 години имаме програма, работиме на неа, ги анализираме противниците. Сега се е добро, напорни тренинзи по 2 пати на ден. Инаку покрај активен спортист, Кристина е и успешен студент. Таа во моментот е апсолвент на факултетот за безбедност во Љубљана, Република Словенија. Целосниот разговор заедно со Емил Павлов ќе имате можност да го проследите веднаш по нашето метео. Ова беше се за вечерва на веб порталот kanalplus.mk, ќе ви понудиме повеќе информации. Ви благодарам на вниманието. Почитувани гледачи, денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е Емил Павлов, европскиот првак во карате. Гостувањето во студиото е по повод освоеното трето место на Европските олимписки игри во Баку, Азербејџан. Емил, добре дојде во студиото на Канал Плюс телевизија и најнапред ти честитам за освоеното трето место. Најпрво сакам да ги поздравам гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам за честитките, и за поканата во вашата телевизија. Убаво ли е чувството да си прв од Македонија кој што настапувал на ваков настан, односно да освоиш трето место? Па нормално дека е убаво чувството да настапиш на овие европски олимписки игри, бидејќи како што знаеме каратето не е олимписки спорт, но ете се најде во овие 28 спорта, мислам. И ете, можем да кажем дека ние овде каратистите на ова првенство најпрво моравме да обезбедиме норма за да учествуваме, така да што на последното европско првенство во март првите 6 мина од европското обезбедија норма за настап на овие игри, па
Чувството е прекрасно само да се учествува. Јас имав и чест и да освојам медал и сум пресреќен. Така, го оправдавте ли значи вашите очекувања на овие олимписки игри, односно дали третото место беше доволно за вашиот труд? Па добро, да, јас како поранешен европски првак бев меѓу фаворитите за освојување на медал. Можам да кажам дека сум задоволен од мојот настап, иако во полуфиналето ми фалеше секунда за да влезам во финалето и да го најмогу да освојам сребрен медал. Направив почетничка грешка во последната секунда, направив четврта казна, има водство 4-2 и така да судите ме дисквалификува и му доделија победата на домаќинот Азербејџан. Но ме радува фактот тоа што потоа се вратив во борбата за бронзениот медал и успеав да го победам србинот Марко Антич и мислам и убаво е чувството да си токму на пиедесталот на овие европски олимписки игри. Така, тешка ли беше борбата против србинот? Па добро, морам да кажам дека на ова првенство немаше лесен противник, сите беа подеднакво тешки, сите беа добро подготвени. Значи борбата беше доста тешка, многу добро се познаваме со србинот Марко Антич, тој е медалист од светското првенство пред 2 години, така да добро се познававме, односно со добра тактика успеав да го победам. Колку време Емил се подготвуваше за овие олимписки игри? Морам да кажам дека уште на почетокот на оваа година најпрво морав да се подготвам за европското првенство, каде што беше квалификационен турнир за овие игри. Значи буквално од 1 јануари заедно со моите тренери Сашко и Жарко Арсовски се подготувавме наперно за овој резултат. Колку време одвојуваш во денот за тренинг или колку во текот на неделата? Па вака, секој ден имам тренинзи по 2 пати, на саба и на вечер, така да 4 сати минимум во денот имам тренинг. Минатата година бевте и прогласен за спортист на годината. Како беше чувството? Па да, благодарение на успешната 2014 година за мене го добив и признанието спортист на годината. Исто така бев и номиниран за спортист на Македонија, добив стипендија од страна на Агенцијата за млади и спорт, го добив и на големото спортско признание, спортска пензија. Значи знаеме Штипко каков број на спортисти има и ми беше чест и задоволство токму јас да бидам избран за спортист на градот Штип. Така. Која е формулата за успешен резултат, односно за големите успеси што ги постигнуваш? Па за големи резултати, значи пред се мора упорност, многу тренинг, мотивација, цел. Значи буквално треба да живееш за овие резултати и да веруваш во себе и можам да кажам дека само со многу тренинг се достигна вакви големи резултати. Така. Кои се вашите следни планови во иднина после Европските олимписки игри? Што е следно? Како што кажав, буквално немам одмор од почетокот на оваа година, ми простанува сега да одморам малку, да соберам, да се наполнам со енергија за следните надпревари кои ме очекуваат. Е најавено веќе од септември месец да почнам да учествувам на оние карате лиги кои што се одржуваат секоја година. Со големи надпревари оваа година завршив со овие европски олимписки игри, па за наредната година ме очекува напорна сезона пред се европското првенство во мај во Франција, во Монпеле и на крајот на годината еве светското првенство, која е моја следна цел да остварам голем резултати на светско првенство, бидејќи ми фали само уште медал од светско првенство. Така, се надевам дека тоа ќе биде во иднина. Емил, јас ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од студиото на Канал Плюс телевизија и се надевам дека се гледаме за некој твој нареден успех. Ви благодарам и јас на вас за поканата, па се надевам ќе се видиме повторно. Почитувани гледачи, го следивте разговорот со европскиот првак во карате Емил Павлов. Останете во добро расположение со програмата на Канал Плюс телевизија.